Дали се слушаме? Слушам, јас те слушам. Ти мене не слушаш. Да, одлично. Одлично. Само за момент. Почитувани слушатели, денес разговор ќе водиме со Славе Николовски Катин, кој е познат како Славе Катин во јавноста на Македонија, односно во Република Македонија пошироко, па и северништвото, или пак кај нас е познат само по неговото име Катин. Инаку господинот Катин е публицист со негови бројни публикации на македонски и англиски јазик, новинарски научни трудови кои се посветени главно на етничка Македонија и на животот на македонците во диаспората, како и текстови од науката, новинарството, религијата, културата, традициите, македонскиот јазик, литературата и други области. Инаку Славе Катин припаѓа односно не припаѓа на ниту една политичка партија. Тој, како што самиот вели, припаѓа на Македонија и на македонците. Меѓутоа, да не кажувам многу околу него, веќе кажувам уште дека е роден 1941 година во Долна Преспа и најнапред ќе го започнеме интервјуто со моето прво прашање. Мене беше познато дека вие сте од Љубојно, во вашата биографија читам дека сте родени во Наколец или во Долна Преспа. Која е Долна Преспа? Прво, Ицо, дозволи ми да се заблагодарам за честа што ми ја правиш да видам еден човек кој ќе да интервју на почитуваното твое радио. Сполајте многу, навистина ми е голема чест и задоволство. Се она што ќе го кажам ќе биде со љубов, се она што сакам, бидејќи ти ми си прво пријател, другар, соработник, ние се знаеме многу години, така да интервјуто ќе биде повеќе пријателски, отколку да речам професионално или некој така со некои зависности и така натаму. Јас, како што речете, јас не припаѓам на политичка партија, припаѓам на етничка Македонија, на македонците во светот и на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Тие се моите интереси. Понатаму, морам да кажам дека на прво место ми се македонците во диаспората. Што ме прашавте од каде сум јас сум од Љубојно. Во Љубојно имаме ние куќа, во која имаме и 4000 книги во куќата библиотека, и имаме една македонска соба во која мојата сопруга носи и разноразни стари македонски предмети. Се разбира, во Љубојно јас детството го поминав и тамо завршив основно образование во второто македонско училиште Димитар Влахов во Македонија, што беше на македонски јазик. Вие зборувате дека сте родени во Долна Преспа или Наколец. Наколец е село, нели е Наколец село? Или пак Па и Љубојно село. Наколец е во езерото, во тој период беше во езерото, на езеро, и е 2 километри подалеку од Љубојно. Мојот биолошки татко е од Наколец. Тој во тој период беше во партизани, беше во Русија. За да ме сокријат, да не ме најдат мене непријателите, мајка ми се породи во една куќа што беше во езерото. И после недела дена се вративме во Љубојно, бидејќи мајка ми е од Љубојно, и јас го носев нејзиното презиме Грежловски до средно образование. Во Љубојно, како што кажав, бев до основно образование, 8 и навеќе цел мој живот.
за него пишувам, имам книги, имам многу текстови за Љубој, но тоа е едно големо село, во минатото беше ни село, ни град, ние имаше околу 400 куќи, меѓутоа сега сите тие се отидени во странство. Има многу малку, 30 семејства има што живеат, меѓутоа екзистира, има кафеана, има продавници, кафеани има две, има продавници и така. Како беше вашето детство таму во Љубоњо, 40-тите години, после војната? Одма после војната, моето детство беше многу поврзано со иселеништвото. Мојот дедо Алексо замина во Америка во 1919 година и тој доаѓаше на 2-3 години во Македонија. Ние во тој период во војната не беше дојден, никога дојде после војната, беше најголемата радост за нашето семејство дека дедо Алексо дојде од Америка. Се разбира, јас го почувствував животот на иселениците преку мојот дедо, кога го посети уште 1965 година во Детројт, и моите родители кои беа 50 години живеа во Детројт, а една година живеа и во Австралија, во Вулунгонг. Сето тоа ми даде или ме потикна да речам дека јас припаѓам во гранката на иселениците и јас треба нешто да направам. Бескромен автор, меѓутоа со љубов пишува, со љубов ги правев сите тие мои текстови за дали ќе беа од Љубојно, дали ќе беа од Скопје, бидејќи јас во Скопје заврши средно образование, средно техничко, а потоа 2 години виша геодетска школа во Белград. И тој период отидов и во Торонто, кај моите родители, останав 4 години таму, учев една година, меѓутоа немав доволно средства за на факултет и се вратив во Македонија. Во Македонија завршив после филозофски факултет и првото моје вработување беше во хидробиолошкиот завод тука во Охрид, од каде јас се јавувам. Тогаш Македонија, односно хидробиолошкиот завод, потпиша договор со Смитсоновата фондација од Вашингтон за испитување на Охридското езеро. И мене ме зедоја како член на научниот совет и преведувач во хидробиолошкиот завод. Јас останав 4 години. Морам да признам дека хидробиолошкиот завод ми ги постави моите темели на мојата работа, на моето образование, на мојот труд. Уште во 1978 година јас го направив првиот мој речник, англиско-македонски лимнолошки речник. Тој ми даде сила да можам да работам понатаму. Пред да преминеме понатаму на нашата дискусија, можда е интересно се зборува со вас, бидејќи го имате искуството на иселеник, на печалбар. Имате ли некој впечаток, некоја дефиниција, зошто постои помеѓу нас иселениците и македонците во Република Македонија едно несакање, како да кажеме, на одбивност? Добро, јас не би рекол несакање. Може би далечина. Знаете, иселеништвото е... Не сме прифатени, мислам, тоа е факт. Не сме иселениците, ние во татковината не сме прифатени како дел од тоа општество. Јас често јам речено дека... Може би вие немате такво искуство, но сепак јас сакам да прашам, бидејќи заради што сум слушал разни приказни и нормално јавни изјави во медиумите и така натаму. Знаеш, јас сум шекспиролог и ќе кажам дека иселувањето од својата родна грудка е трагедија од Шекспир. Штом се иселиш од твоето родно место, не се знае понатаму што ќе биде. Често кај нас викаа во Македонија уште во социјализмот привремено вработени во западните земји во Европа. А јас ги пишувам привремено са стално
иселени од Македонија. Тие никогаш не се вратија, се вратија 10 души. Ова што рековте дека постои некоја разидување меѓу македонците во диаспора и македонците во Република Македонија, јас еве како го третирам. Во времето уште кога почна, еве, како твоите битолчани да одат на печалба 60-тите години, се иселува со тапани. Но не се вратија. Не се вратија во Македонија со нешто да придонесат. Македонците од Преспа и од Охридско заминаја и во Австралија, и во Канада, и во Америка. Толку многу отидоја, ако на некого јас му кажам дека има веројатно 700.000 македонци во диаспората, нема да ме верува, меѓутоа има и повеќе. Но тие прво не се државјани на земјата каде што живеат, отишле во иселеништвото со српски, со бугарски, со грчки, со турски пасоши и тamo се забележени според пасош. Јас често кажам дека во Америка во котелот на асимилацијата македонците се влезени. Тешко може. Вашиот дедо, да го земеме за пример, 19-та година, веројатно тој отишол со српско презиме. Да, не, тој отишол со српско, меѓутоа го променил на В. Алекс Ристов во Америка. Како дошло до тоа, јас не знам самиот. Многу што отишле, да не зборуваме и познати, признати македонци со имиња на Ич, на Двеов, дури и турски презимиња. Особено од егејскиот дел на Македонија, кога дојдоја најмногу во Канада, особено во Торонто и во Онтарио, тие почна да ги променуваат презимињата. Меѓутоа, како да ги променат и тие не знаја, па ги става како русите, место Николадис, Николадов, со 2 Ф. А зошто има 2 Ф, особено на македонците во Америка? Во Австралија тоа не е случај. Не е случај во Австралија, во Америка е според русите така почнаа да се пишува и украинците на ОФ, 2 Ф, и нашите го прифатија исто како нив. За да продолжам ово што рековте, може би разидување или мала рекичка меѓу едните и другите. Во минатото, кога постоеше Матицата на иселениците од Македонија, кога постоеше списанието Македонија, беа иселениците поблиску од сите делови, поблиску до Македонија. Со самостојувањето на Македонија во 1990 година, како да се заборави иселеништвото, се формира прво министерство, беше многу добро, меѓутоа некои од луѓе што беа во власта не го сака тоа да има министерство, а ние треба да имаме министерство за иселеништво. Тоа е решението, не е решение агенција. Јас често во шега викам, на нашите од Егејска Македонија и од Вардарска не им треба агенција. Да. А зошто дојдовме до агенција? Матицата на иселениците беше одлична институција и таа остана во соседните држави. Во Албанија има Матица на иселеници, Бугарија, Србија, во Грција, и то со тоа име, Матица на иселениците, а не агенција. Знаеш, во политиката се случува, се случи и тоа, сметајки дека ги залажуваат, ги направи министерство, по тоа време да не го именувам премиерот, направи министерство за да се затвори Матицата на иселениците. Океј. Јас постојано викав, треба да учимо од англичаните, тие неговите предци што ќе направат, младите генерации го надградуваат, не го рушат. Да. Така треба и ние. Да, меѓутоа кај нас не е таков случајот. Јас можам овде да потврдам за во Австралија. Историјата кај нас секогаш почнува од тој председател што ќе дојде,
а другиот треба да се поништи претходниот. Штета, голема Да, штета. штета. Имаме неколку општини, јас тука можам да се пофалам со македонската општина од Егејскиот дел на Македонија во Перт или во Аделајд и овде во Мелбурн, Свети Ѓорѓи, која е и прва црква, вие знаете, се занимавате да со религијата, за тоа ќе зборуваме. Кај нив постои тој еден ред и едно почитување. Меѓутоа, особено кај нас кај македонците од републиката, го нема тој ред, тоа почитување дека пред тебе имало историја, пред тебе направил некој, ги испоставил темелите. Да се почитува тоа. Да. За жал, има многу, почитуваат се разбира, но има многу што прескокнуваат на тоа. Јас само еден пример ќе ти кажам. Играв голф со едни мои другари во Торонто, а јас најслаб од сите бев. Двејки не играм во Македонија. И завршивме со голф, седнавме таму во барот и приде еден многу богат човек кој не се дружеше, не беше во македонската црква. И мене ми вика, од дека си ти? Јас му викам, од Македонија. И те вика, од Српска Македонија? Не, викам, од Сата Македонија сум јас. И кој слушна така, тој седна до мене. Тој 10 дена не ме остави мене за да му кажувам јас работи за Македонија. Не знаеше. Мене не ми пречи, секој си припаѓа во некоја политичка партија или некој друштво, асоциација. Тоа е негово право. Никој не може да го сопне. Меѓутоа, Македонија треба да не види сонцето. Македонија треба да не види ние кон што сите треба да се движиме. Зборам за етничка Македонија. Јас не признавам граници, карти и така натаму, бидејќи се занимавам со античка Македонија, па затоа ќе ме прашаме сигурно и за тоа. Да, ќе ве прашам за тоа. Пред да одиме на вашата кариера, уште збор два околу вашето семејство, печалбарско семејство, и за нашите слушатели и кои не следат нашите по социјалните мрежи. Вашето семејство е низ светот раселено. Раселено, за жал. Знаеш, Ицо, дедо Алексо кога отиде во Америка, тие беа 4 браќа, сите беа во Америка. Потоа, од секое семејство, уште по 2-3 во Америка претежно. Дедо ми се враќаше, тој дојде 59 година, за да умри во Македонија. И мојата баба Ката, јас на која го носам презимето Катин, и таа беше еден период во Америка, и таа дојде за да умри во Македонија, јас ја чека во Белград како студент, таа не можеше да стигне во Љубојно, него умре во Битола. Али закопани се во Љубојно. И моите родители исто така. Мајка ми и јас бев очух. И тие доаѓа секоја втора година. Една година јас ја прашав мајка ми, викам, мамо, зашто ова година дојдовте? Требаше до година да дојдете. И таа ми вика, јас си не дојдов да умрам во Македонија, не можам во Канада да умрам. Добро, бидејќи станува збор за и околу вашата фамилија, потесната фамилија, збор 2, па ќе сакам да ве прашам околу идентитетот. Ние сме македонци со длабоки корени. Јас по мојот биолошки татко, тој беше од Наколец, тие се повеќе поколенија се од таму, од Наколец, колку што знам, 3 најмалку, а нашата помајка су мојата мајка баба Ката, и таа била од Наколец, нејзината мајка била од Нивици. Е што беше пресојас? Да, мажена во Наколец. Имаме ние податоци дека таа била со некој еврејско потекло и донесена од Солун, но не можеме да потврдиме за тоа. Добро, вашите деца? Нашите деца, за жал, и тие надвор се. Синот е сега во Канада, е доктор по ветеринарни науки и работи во Министерството за храна на Канада. Сега се врати по нова година, каде
во Македонија, не сака во Канада, бидејќи жената не му сака во Канада да живе, сака во Македонија. Керката е професорка, но мажена е за италијанец и живеат во Рим. Доаѓаат постојано во Македонија, но во Рим се. Да. Вие останавте со вашата сопруга и таа е професорка, нели, по македонски јазик? Со Наде, таа ме гледа мене и таа иначе беше професорка по македонски јазик, беше советник и инспектор за македонски јазик за Министерството долги години. Познат е како автор, има 20 учебници што нашите деца ги учеа во период од 20 години. Да. Има 20 сега кои не можат да ги испечатат и да ја започнат новата година. Добро, ќе почнат, ќе научат нешто и од нас. Видите, ме интересира, 19-та година вашиот дедо заминал за Америка, а ние имаме сега спор во 2024 година со соседните држави за нашиот идентитет. Дали сме македонци или не сме македонци. А вашиот дедо велите дека се вратил во селото да умри како што? Како македонец. Како србин. Како македонец. А која е основата? Да, која е основата сега нашите власти што прават преговори со нашиот идентитет, го тргуваат како на сточен пазар? Треба в затвор да одат сите тие. Ние имаме држава своја Македонија, да се разбереме, нашата Македонија постои од времето на Филип и Александар Македонски. И затоа се вика Македонија. Само во времето на Филип се вика македонци и сега ние после 44 година се викаме македонци. Што не се викавме пред тоа не по наша вина, ни беше забрането да се викаме. Значи ние сме били македонци, нашите предци биле македонци. Толку имаме литература не само од македонски автори, него имаме литература и од тугинци, од соседните земји, од други држави, како македонскиот народ живе во тој долгиден период македонски. Знаете, ние имаме непријатели околу нас. За жал немаме некои како што имаат другите. Лесно им е на Словенија од име Австрија и Италија до нив. А ние да не ги именувам. Сите мислат како да не изедат. Но сепак, да, како што кажавте, од времето на античка Македонија па до денес, иако ни било забранувано, па името се пренесувало преку зборот, преку песната, преку... Абсолютно. Вие знаете дека јас го гледам кај вас знамето од Кутлиш, што ми е драго. Нашиот символ е тешкото оро, кој постои од античка Македонија до денес. Ако го анализирате како оро, ќе видите судбина на македонец. Ќе видите тешката судбина на македонецот. Ние секогаш сме биле поробувани. 5 века сме биле под турците, меѓутоа сме останале бидејќи сме живееле во мали места, во села, малку градови имало. Не сме имали учени луѓе или кои учеле на дезина телефонот му. И сите тие учени луѓе што биле во Бугарија, во Србија, во европските земји, во Русија, голем број, сите тие пишувале Македонија. Никој од нив не пишувал некоја друга Македонија, ако сме биле поробени. Ќе наведнеме главата, но Македонија. И македонец. Добро, ајде да се вратиме сега, да започнеме со вашата кариера. На многумина, мислам, сте познати како врвен писател, имате напишано десетици книги. Кажете го точниот број, господине Катин, колку книги имате напишано? Добре, јас просто сум скромен автор и тоа така ми останало. Јас имам досега 64
дела направено, од кои 20 монографии за познати и признати личности во диаспората и во Македонија. Имам 22 дела со буквата М, Македонија. Тие почнуваат или се за Македонија. И имам 10 лексикографски изданија. Се разбира, и за мене има, ние ќе дојдеме за тоа, напишам неколку книги во Австралија. Знаете, кога започнав да во Хидробиолошкиот завод, како што би рекол, со лимнолошкиот лексикон, добив волја да пишам, а тогаш направив една македонски холокауст. Јас го гледав холокаустот на евреите, но и ние македонците холокауст. И во него се разбира колку што може во тој период текстови кои се многу за Македонија, кои се вистините, кои ја кажуваат вистината за народот, тука и во диаспората. Потоа ја направив книгата Македонските православни цркви, црквени општини и цркви во Австралија, Канада и во Америка. Морам да признам дека тоа дело ми беше вака едно задоволство, што многу се интересира за црковниот живот и има голема помош од митрополитот Кирил, бидејќи тој имаше доста цркви што тој ги осветуваше и податоците ми беа, што се вика, на рака. Исто така, во тоа време свештеникот Михаил, односно поглаварот Михаил после, тој беше првиот свештеник во Македонија што дојде, што остане во Свети Ѓорги. Многу ми помогна и тој. Ми помогна многу луѓе од Австралија со кои јас комуницирав. Ристо Алтин, многу луѓе и од Сиднеј, и од Перт и така натаму. Истата работа ја направи за Америка и Канада имаше помалку цркви, но во Канада полесно им беше, бидејќи моите беа родители таму и мене ме познава. Јас да бидам искрен, во периодот кога бев во Канада, првата година студира, втората година ме избраја за генерален секретар на Македонската православна црква Свети Климен Охридски, а председател беше еден професор на факултет кој многу добро живе, Джим Джуглов, и после дојде професорот Филип Ангелковски како председател на црквата, што за мене значеше многу и тоа ми отвори патиштата да навлезам во многу работи што треба да не се заборават, туку да останат. Јас постојано викав, секоја црква треба да чува материјата, да ги чува архивите. Не знаеме кој, кога и како ќе ги употреби. Мојата дело за црквата е скромно, но има најважните работи. Така, која е спрема вас улогата на црквата на МПЦ за нас иселениците во странство? Ако направиме споредба со сегашните делби, богатење на поединци или пак зачување на идентитетот, традициите, обичаите, религиите, верата, ние што велиме храмовите се прават за погреби, за свадби, за крштивки, а не за богатење на индивидуалци. Целосно се согласувам со ова што го кажавте вие, дека Македонската православна црква прво е институција која ги собра македонците на едно место во црквите. Ние имаме околу 85 цркви во целиот свет, македонски. Второ, Македонската православна црква стана позната, призната од другите цркви и од другите држави во светот. Таа ги собра на религиозно поле, на културно, на научно, на човечко, на национално, зашто во секоја црква доаѓаат македонци од сите делови на Македонија. Тие ги носат и своите деца да видат како е децата од црквата.
Ја се разбирам, има некои промени во овој долг период, од црквата, да речеме, Свети Ѓорги во Мелбурн, Фицрой, од 61 година до денес се разбира дека има измени, меѓутоа, црквите се најзначајните институции за македонците во светот. Се разбира, сите тие цркви имаат своји асоцијации, своји друштва, почнувајќи од фолклор, училиште, хор, женска секција и така натаму, кои се борат да ги соберат македонците на едно место. Јас, бидејќи во Торонто, е моја црква Свети Климент Охридски, јас се сеќам уште и сега пишувам за од првиот председател до председателите до сегашен период. Сите тие луѓе во почетокот биле претежно од егејскиот дел на Македонија, кои еден ми рече мене кога зборував, јас отидов во грчката црква, не ги разбирам. Си отидов. Отидов во бугарската црква, не ги разбирам. Си отидов. И отидов во англиската црква, во католичката црква. На англиски ги разбирав и тој даваше пари. Се извинав што не ми текнува името, тој беше од Мелбурн, токму за црквата Свети Ѓорги. Ристо, ке текне презимето, не можам да се сетам, може да го најдам. И кога попот го гледал дека дава донација за црквата, но тој се крсти од десно на лево, а не од лево на десно, како во англиканската црква. И тој го ден му вика, од каде си ти? Вика, јас сум од Лерин, од едно село до Лерин. А вика, јас те гледам се крстиш на десно, али ти си недобриот донатор на нашата црква. И вика, баш ми е драго, и тој му кажа дека ни грчка, ни српска, ни бугарска. Попот стана владика и тој му кажал дека ако нешто прават, да му се јави, да им помогне. Попот стана владика и бил во Бризбен. Кога дошло црквата Свети Ѓорги да се регистрира, сите беа против регистрацијата. Само етиопската црква рече да. Да, кога велите сите, треба да кажеме дека грчката црква, грчката, бугарската, српската, сите беа соседските против. Ете така, да. Овој мојот познаник за кој пишував, отишол во Бризбен кај владиката и му објасни што е работата. Владиката му рекол, врати се во Мелбурн и оди во општината, како се каже општината, што е црквата. За Мелбурн и Викторија. Македонска православна општина за Мелбурн и Викторија. Ама местото кај општината е Фицрой. Фицрой, да. Тој отишол во Фицрой и му дале позвола дека тие можат да формираат македонска православна општина. И така тоа се поставија темелите на македонските православни цркви во светот. Посебно тоа дојде црквата во Гери, каде пред 2 дена се одржи 50-тиот црковно-народен собир. Па дојде црквата Свети Климент во Торонто и се направија 90-на цркви во светот, во Европа и така натаму. Зборот ми е... Сакам да ве прашам, кога спомнавте за Европа, држете си ја думата. Зошто немаме ние храмови во Полска, каде што христијанството е на високо ниво, во Чешка, во Словачка, каде што беа и Свети Кирил и Методија и Климент и Наум. Како Македонската православна црква не се изборе за некаков храм? Тоа многу ме интересира, живо ме интересира, бидејќи вие долго години ги исто така ги следите црковните настани и улогата на Македонската православна црква. Зошто многу касно дојдовме до храм? Еве, дури сега мислам дека во Германија се направи еден храм. Не, вака. Има во Германија, во Англија, во Шведска, има некои други земји
македонски православни цркви. Меѓутоа, зошто ме прашате зошто нема во Чешка, во другите земји? Јас кога ја водев комисијата за верски прашања, со дедо Михаил како свештеник, организиравме да одиме во Словенија со еден мој пријател, за да не прими поглаварот на католичката црква во Словенија и да ги видиме условите како можеме ние да регистрираме, да формираме Македонска православна црква. Нашето одење во Словенија беше значајно и тоа во Љубљана се формира Свети Кирил и Методи црквата, за подоцна да се формира и црква во Загреб. Знаете, тие како земји од Европската Унија, имаше и на други места, ги регистрираа нашите цркви, односно ја признаа Македонската православна црква. Јас лично имам одено повеќе пати во Србија. Пријател ми беше министерот за религија. Се боревме да се формира и Македонска православна црква, како сега што ќе се направи во Јаволка, во Војводина. Видам дека е изградена, да. Да, Светилија. И Светилија, да. Меѓутоа, проблемот за, што рекавте, во Чешка, во Полска, имаше многу македонци од егејскиот дел на Македонија, особено деца бегалци. Тие беа заедно со грчките деца и беа зависни од грчката политика. Јас во книгата на Македонскиот печат ги имам сите весници што излегуваа на грчки, во кои имаше по една или две страници на македонски јазик. Тоа беше голем напредок за македонците и да речеме и сепак комунистичката партија да им дозволи да се отпечати на македонски со кирилско писмо во грчките весници. Дури сега скоро имав од еден професор од Јапонија кој предава во Полска, ја нашол мојата книга и ми бараше податоци за весник еден што излегуваше во Ташкент, се викаше Прости Нити, каде излегува македонски страници. И тој ги има сите, семено од кај мене и од една колешка моја, каде излегува македонски страници. За црква, во Полска ние сме разговарали со дедо Кирил и со дедо Михаил на повеќе наврати со папата Јован II, кој беше пољак. Баравме да видиме кои се можностите да се отвори една црква во Полска. Меѓутоа, во тој период кога разговаравме, македонците од Полска сите беа иселени, кои во Македонија, кои во Канада. Значи, за Полска пропадна. Во Чешка си отида исто така сите и не можеше да се направи црква. Сега, моје мислење е дека треба ова момче што ја води комисијата е многу паметно, многу постигнува и јас му дадов и предлог да можат да видат, да ги видат можностите, каде може да се отвори македонска црква. Ние се боревме во Израел да правиме манастир. Јас бев во Израел и добивме од Министерката за религија едно место кое мој пријател од Канада, да не знае никој да го плати тоа место и да не се знае да изградиме манастирче, едно од тие грците таму се многу силни. Присутни, да. Многу се присутни и не можеше да се постигне успех. За жал, некој тоа го кажа дека ние еве што сакаме и грците одма се замеша и не направивме манастир во Израел. Една штета што немаме, таму имаат сите цркви, од ерменската, руската, грчката, да не зборуваме, дури гробот на Исус Христос, тие го чуваат и таму се присутни. Така да, знаете, ние сите мислиме... Причината за немање храм во Полска, Чешка или Словачка е
отсуството на македонците веќе кога израснаа децата протерани, се вратија во Република Македонија или пак И нема кој да се бори за тоа. Канада, Австралија, да, се доселија овде во Канада и во Австралија. Кога зборуваме околу улогата на црквата, можеме да заклучиме тука дека Македонската православна црква изигра мощна значајна улога за македонската заедница, за македонците во светот. Апсолутно. Најзначајна улога изигра Македонската православна црква на сите континенти. Дури ова не го споменавме дека ево и во Грција црквата на архимандритот Царкнес. Тоа е големо дело. Апсолутно. Ние ќе бидам вака, помина тоа време, меѓутоа ние се боревме, се сеќавате, ние бевме заедно во Благоевград. Да. Во Благоевград имавме и место каде што требаше македонска црква да се изгради. За една вечер и другиот ден да има македонска црква. Меѓутоа не се успеа. Но ако дојдат демократски луѓе кои разбира што е религија, религијата е индивидуална. Секој си сака. Господине Катин, тоа многу тешко сега тие фашизоидни нивни ставови на соседните држави и она што викаат паѓање над зидовите. Видете, има една дефиниција, јас сакам да ја кажам за вас и за слушателите и за нашите кои не следат преку социјалните мрежи. Вели вака дека сите шират демократијата во светот, меѓутоа дома ја шират националната омраза. Не омраза, националната свест. Сите дома во сопствените држави се французи, германци, грци, бугари, а од друга страна велат дека е глобален светот. Додека само ние македонците сме со лопатата и фрламе од нас настрана, а додека другите луѓе, нации со мотиката тргаат кон себе си. За жал има многу негативни работи, случајно во овој период од 1991 година до денес, кои негативно се одразија на вистината на Македонија. Почнувајќи од подпишување на договори со малцинствата, со државите и така натаму, сето тоа, знаете, кој се направи некоја работа, е тешко да се врати назад. Така, сакам да се вратиме назад околу вашето творештво. Кажавте голем број на книги, 63 рековте, така? 65, да. Пишувате во многу вестници, бевте дописник на многу, исто така колумниста. Ме интересира кои од книгите би ги издвоиле како позначајни од вашето творештво? Не само за вас, но и за нас. Знаете, јас како автор е исто како мајка да речете кое дете повеќе го сакате ова или она. Значи јас сите книги ги сакам. Сите сум ги правил со љубов, со почет за она што сум се предодредил. Јас се извинам, може би не ќе видам во моите книги, да ви кажам, се разбира од моите книги, прво ќе нагласам монографијата за Атанас Близнаков. Јас имам 2 монографии за Атанас Близнаков, за најголемиот донатор на Универзитетот во Скопје. Јас сум член 30 години и доживотен член на таа фондација. Тој беше од Дамбени, Костурско, иначе во Гери Индијана живееше, и кога ја формира фондацијата, мене ме земаше како човек, имаше добро во мене што во почетокот кога дојде, и затоа сум постоен член за тоа. Чичко Атанас беше прекрасен човек, и тој и детка Славка. Македонија им беше пред нив стоеше. Само за Македонија. Сиот имот го поклонија на Македонија, на студентите.
Ние имаме 350 студенти што имаат дипломирано на Универзитетот Свети Кирил и Методи со голема стипендија од Фондацијата Близнаков. Да, интересен податок. О? Интересен податок. Интересен, да, интересен. Морам да признам дека во тоа време, кога се формира, имавме голема почит кон него, и тој беше повод да се формираат и други фондации на универзитет. Меѓу другото се формира фондацијата за Петар Стаматов. Петар Стаматов беше од Чикаго и тој по урнекот на Близнаков ја формира неговата фондација. Таквите дела за мене значат многу. Значат љубов, значат иднина, значат виното, значат се. Ние на втората книга за Атанас Близнаков пред 7 години ја промовиравме во Чикаго и во Детройт. Првата книга беше само на македонски, а втората книга ја направив на македонски и на англиски јазик. Дело кое ќе остане вечно за универзитетот, вечно за фондацијата и за македонскиот народ. Односно, потик за други луѓе кои можат да формираат таква вид фондации. Ние имаме и во Македонската академија фондации. Трифун Костовски и други личности имаат. Но на универзитетот имаме овие три. Уште една има од Франција, еден од Егејска Македонија. Иначе, Стаматов е од Смилево, а овие двајцата се од Егејскиот дел на Македонија. Се разбира, тој вид на монографии ми представува голема чест и задоволство. Но морам да ги оделам веднаш монографиите имам 2 монографии за Џорџ Атанасовски, кој направил многу човек, кој јас се гордеам што имам книги направена за неја, а Македонија треба се горде што тој не толку многу инвестирал во Македонија, во Прилеп, во Скопје. Џорџ, ти многу добро го знаеш, ја го позади кога гледам сонцето. Да, секако дека се знае. Само сонцето е постаро од Македонија. Така, да. Што е вистина. Џорџ организираше светски конгреси на иселеници. Да. И тој беше дури председател за кандидат на Македонија. Јас сум со него не само биограф, него сум голем пријател. И има и фондација Џорџ во Прилеп. Меѓутоа се стагнира фондацијата, бидејќи има некои прашања и проблеми со короната на неговиот бизниси во Прилеп. Но тој е толку отворен, толку со љубов кон Македонија. Се што има направено за Македонија. Никој нема направено друг како што има направено Џорџ. Да, меѓутоа не е ценет. Повторно, јас ја го кажам моето. Веројатно, можеби не сум во право, но тоа што ги има дадено Џорџ за Република Македонија, ретко кој го има дадено. Нема друг. Не мислам, да. Џорџ. Има некои сега помлади што се од Европа, па има и од Америка еден, што инвестираат во Македонија, но инвестицијата е повеќе пари да земе отколку љубов да дај како Џорџ. Да наброиме некои од вашите дела, од вашите книги, мислам интересно е да знаат. Сакам да ја споменам монографијата на митрополитот Кирил. Јас сум биографот исто на митрополитот Кирил, монографија која навистина сум ја работил со голема љубов кон него, но и со голема помош. Тој ми даде на располагање се што имаше да ми даде ние како преспани. Тој од Царев двор беше. Да, Царев двор. Ние во Царев двор се повеќе денови да ја правам јас монографијата. Се разбира, монографијата на Есма Реджепова ми е исто така многу драга, која е на македонски, на англиски, а поне има текст на ромски и на српски кога беа во Белград. Монографијата за Есма е малку
понародна, понародска и за читателите е интересна и многу од читателите ги сакаат сите работи. Ја сакале Есма, па ги сакаат сите работи што јас сум ги внел во Да, и можне се да помогнам малку, можне се богати со слики, поместени слики имате покрај она текстовите, нели го потврдувате тоа и со фотографии, да. Фотографии, слики. Потоа монографијата за Стив Плякас, еден од видните македонци кои многу направил за Македонија. Таа монографија ми значи многу. Ево сега во Македонска нација имам продолжение, 50 продолжение за Стив Плякас и неговото семејство, за се оно што направил. Стив Плякас беше човекот кој ги спонзорираше македонските спортисти во Атина и во Кина. Јас го чекав него во Австрија, за да одиме во Атина, од Атина со кола, да не фатат грците, бидејќи имавме 20 канадски пасоши, се протнавме да влезе, тоа иначе не можеше да влезе. И кога излегуваше од Македонија, му река никош повеќе да не дојдеш во Грција. А во една пригода отидов од Битола да видиме дали ќе не пуштат грците. 2 сати чекавме тамо и на крајот ми рекоа нас. Ете, тоа е нашиот сосед. Охи за вас, а? Ајде да наброите да ми наброите повеќе книги, сакам, кажете ги имињата. Сега ќе ви кажам јас, и ги видиме сите. Многу значајна монографија е книгата Израел и Македонија. Ние бевме во Израел и одевме по патот на Исус Христос. Во тој период кога сакаме да правиме манастир. Која година станува збор? 1000-та година тоа беше. И јас обично кога одам во некоја земја, сполавам на Господ, имам посетено околу 70 земји до сега. Секогаш читам пред да одам во таа земја многу и пишам што ќе видам. Така и за овие книги што се моите патувања во светот, светот на дланка, за градови, за држави, така натаму, од тој тип се. Израел ми беше еден потик за мене во творештвото. Да бидам реален, да бидам човек кој со името на Исус Христос да покажам нешто убаво, човекот да види. Таа книга е на македонски, на англиски, македонски, хебрејски јазик. Во неја има многу документи кои навистина државата, министерката за диаспора во Израел и дел од владата ми овозложија да ги имам пред себе, за да можам да направам едно такво дело. Ние морам да признам дека треба да учиме од евреите во секое поле, не само за политика, него и за земјоделие, за наука, култура и љубов и чување на татковината. Војната не сега да се мешам за ова, за војната што се води сега. Надворе од нашите е. Апсолутно. Меѓутоа зборувам за времето пред 20 години кога видов дека тие имаа, јас како тебе село сме, не сме ни од голем град, кај нас во Преспа сега има наводнување на јаволката со системот на евреите, со црево да ги наводнуваш. Јас таму видов пред 25 години за прв пат такво нешто. И тие пустињата направиле земјоделска земја. И да не зборуваме за други работи. И да кажам дека јас сум крстен на истото место каде што е крстен Исус Христос и сум аџија во тоа време. Така ли? Ете еден податок што не знае македонската јавност. Значи, Славе Катин е крстен во Израел, така? Израел, да. На истото место каде што е крстен Исус Христос. Во реката Јордан. Јордан. Добро, интересни работи ни откривате.
После Вие- Ице, така можам да кажам дека јас имам монографии за семејството Видиновски од Торонто. Тие се од кај тебе, од Битолско. Живојно е Рада Видиновска, а незиниот сопруг е одма до Битола, кај Бистрица, како се тоа село. Бистрица, Олевени, Барешани, Крстор. Не, пред тоа, Крстар. Крстор, да. Да. Имам книга за Бошко Рајчовски, твојот колега, радио новин. Така. Биографијата негова имам целосно, бидејќи ние сме соселени, така за него направив една, да можат моите соселени да го разберат што тоа има направено, колку има направено и така натаму. Морам да признам дека имам повеќе книги со Добро, познати кога вака со толков број на книги и трудови напишани, кога ви остануваше време да излезите во социјалниот живот? Во 50 години се стасува. Има време и за едно и за друго. Сепак една книга на годишно наистина е многу. Но голем труд, признание, но големо што треба да го имате, не само од нас преку македонската радиопрограма Трипати Зет по Мелбурн, туку и по широко, навистина вие оставате зад себе вистини, траги, настани кои се случувале и кои ќе треба да ги следат следните генерации. Дајде да се префрлиме на другите ваши активности. Само ще нешто за ова, за да кажам, дека јас сум заедно со академик Антонио Шкоклев од Белград, тој од селото Дъмбени, со него имаме 4 книги за античка Македонија, од кои 2 преводи Ристо Стефов ги направи, и тој е коавтор на тие книги. Дела кои навистина ја кажуваат вистината за античка Македонија. Да. Ми дозволите, Шкоклев беше генерал во Југославија, но беше доктор и директор беше на воената болница во Белград. Тој многу ме почитуваше, доаѓаше во Македонија и со него ги направивме, барам да признам, негови беа право на српски, а од нив правевме на македонски и направивме 4 дела. Каде ги црпевте изворите, податоците? Податоците ги црпевме. Шкоклев имаше завршена гимназија во Костур и ја знаеше грчката литература. Потоа тој знаеше руската, како и мене, јас се слушам со руска литература и јас со англиската литература. Ние ги споивме тие 3 нешта, 3 јазици, за да видиме кој, што и каде и зошто пишува за античка Македонија. Добро, јас сметам дека за античка Македонија ќе направиме посебно интервју. Добро. Да, ќе биде трае околу 30 на минути. Доволно е ова што го откривте, дека имате 4 книги за античка Македонија, мощно интересно е и тоа. Сметам дека во овој период кога античката историја се предаде, се направено предавство им се даде на соседна Грција, средновековна на соседна Бугарија. Мислам дека ќе направиме уште 2 интервјуа кои ќе ги отделиме посебно овие периоди. Ајде да го доаѓаме при крај, бидејќи веќе 1 саат имаме интервју. Да не бидеме... дека сега почнавме. Да не бидеме многу долги, бидејќи има дебатни емисии, има на сите телевизии, подкасти вакви имат многу поединци, за да биде интересно нашето интервју. Сакам да кажете, бидејќи сте биле на многу места, во кои организации и издруженија сте биле член, бидејќи не сте биле член на ниедна политичка партија, но секако дека сте биле на некој член на некои издруженија и организации, асоцијации. Прво, јас сум член на друштвото Григор Приличев од Сиднеј,
и дописен член на Повод од Сиднеј. Потоа сум член на Литературното друштво Браќа Миладиновци од Торонто. Јас сум член на Друштвото на писатели во Битола. Потоа сум бил член, сега не можам, не ги знам на памет да ви кажам, но ги имав негде ставено. Уште на десетина други организации, друштва литературни, како и дописник од Македонија сум бил за Австралиско-македонски неделник и за меѓународна политика во Белград. Тоа било званично, бидејќи јас бев секретар на Сдруженијето на новинарите на Македонија уште 1988 година и тоа ми даде повод да бидам и во други асоциации член. Сум бил во доста религиозни организации ме ставале како член, да речеме во Вашингтон, во Америка. Можете да посочите кои организации, Канада, Америка? Гледайте, во Канада сум член на Обединените македонци, друштвото, член сум на црквата Свети Климент Охридски и на Литературното друштво Браќа Миладиновци. Так. Добро, покрај овие работи, вашиот во изминатите 50 на години, секако дека сте биле и одликувани за овој ваш труд. Па вака, скромно да кажам, првото што ми била наградата Крсте Петков Мисирков во 1991 година, кога завршил како секретар на Сдруженијето на новинарите. Потоа има добиено признание за животно дело на љубанските и линденски иселенички средби. Имам правено, јас секоја година правев промоција во Љубојно цели, да речам, 20 години и за тоа добив така едно признание за животно дело. Меѓутоа беше многу интересно дека сум ја добил повелбата за животно дело за 2002 година на Пелагониските културно-научни средби. И на крајот, морам да признам, што ми беше најзначена е глобалната награда за животно достигнување, која ми е дадена од Обединетата македонска диаспора од Вашингтон за постигнувањето на полето на диаспората. За жал, јас не бев тука кога наградата ми беше доделувана. Јас бев во Канада, ја приме мојата керка во Македонија. Бидејќи јас инсистирав да не биде во Вашингтон, а бев во Америка во тој период, него да биде во Македонија. Се разбира, имам многу број, дома имам сигурно 30 благодарници, признанија и така натаму, но овие ми се најзначајните. Така. Ајде на крајот да го завршиме нашето интервју со вашиот поглед, видување на Македонија, иднината на Република Македонија, или пак бидејќи вие не признавате граници на Македонија, еве целокупна Македонија, како Славе Николовски Катин ја гледа иднината на Македонија? Ето, тешко прашање ми поставивте, но ќе се потрудам на мој начин да одговорам. Иднината на Македонија е сурова во овој период, тргувајќи од, како што рековме, од соседите, но и од внатрешниот кадар, односно внатрешните македонци е така како што е. Јас секогаш се молам на Бога да Македонија да обстои и ќе обстои. Во Македонија има голем број сега, и во овие 80 години има голем број интелектуалци, луѓе кои заслужуваат почит и нивните генерации кои ќе се борат за доброто на Македонија. Јас познавам многу голем број од моите генерации, што се дури во диаспората и во Македонија. Имаме ние многу голем број познати и признати во светот интелектуалци кои
постигнува. Вие знаете во Австралија колку има така. Да. И од науката, и од други гранки. Ако на другите историјата му е судбина, за нас Македонија не е судбина. Ние мораме да изразуваме љубов кон Македонија, љубов еден кон друг, за да имаме напредок во држава. Има стагнирање, меѓутоа јас верувам дека се раѓаат млади генерации кои ќе придонесат Македонија да обстои. Што викаше митрополитот Кирил, да векува, забележано точно, вика, Македонија постоела, постои и ќе постои се додека овој свет светува и векува. Добро, јас ви благодарам на времето, на информациите и како што претходно зборувавме, следното наше интервју ќе биде исклучително само за античкиот период на Македонија. И благодарам господине Катин и ви посакувам здравје, среќа и понатаму да пишувате, да творите и да не информирате за македонските работи, како што велеше Крсте Петков Мисирков. Јас многу благодарам Мицо за ова чест што ми ја направивте. Јас во Австралија сум бил повеќе пати, имам многу пријатели, ми е драго да ме слушнат, сум правил со љубов повеќе работи, дури имам 2 книги, ние зборувавме за тоа, Душан Истински има автори на тие книги, 2 изданија. Јас имам многу пријатели и ми е многу чест и задоволство што ми се пружи ова прилика да зборувам на радиото, на твојата радио Македонска. Ти благодарам. Така, и нас ни е чест, нормално, и ќе продолжиме и понатаму да исцрпуваме од вашето искуство, знаење и богатство кое го оставате зад себе. До слушање.